По цели 34 години од изградбата Прилепското основно училиште Гоце Делчев со донација од 300.000 евра од кинеската влада беше комплетно реновирано. Ова е прв проект во државава кој се реализира со кинески пари. Работите се изведуваа летово, а денеска на свеченото отворање присуствуваше и кинескиот амбасадор во нашава земја Донг Чунг Фенг, како и вице-премиерот доктор Васко Наумовски. По иднината соработката меѓу кинеска влада и македонска влада ке има повеќе соработка во таа област образованието. Вложувањето во ово училиште со поддршката што има од кинеската влада е на линија на сите инвестиции што владата на Република Македонија ги прави во образованието, кое што всушност значи и инвестиција во иднината на нашата држава. Кинеските донатори ветуваат дека и понатаму ќе инвестираат во подобрувањето на условите во образованието на македонските деца, а и локалната самоуправа е подготвена за понатамошна соработка. Проектот вредеше преку 300.000 евра, комплетно е внатрешно реновирано училиштето и би рекол се создадени одлични услови за работа и за учење на децата и наставничкиот кадар. А како нареден проект би било во соработка со Народна Република Кина изградба на едно комплетно ново училиште во нашата општина. Целиот проект се реализираше со посредство на Секретаријатот за евроинтеграции, а како наредни проекти остануваат хортикултурното уредување на дворот, реновирањето на фасадата, како и обнова на спортските терени.